Добро вечер. Пред нас е уште едно издание на Урбаните вести. Останете со МТМ и погледнете што подготвивме за денешното издание на Урбаните вести. Промовиран проектот информативни табли на културни знаменитости во општина Газибаба. Поставување водоводна мрежа и доводни кабли за електрична енергија во индустријската зона Чојлија. Трибина на тема какви книжевни дела се преведуваат во Македонија. Скопскиот регион прв ке се гасифицира. Владата ќе стипендира до дипломски и постдипломски студии за старотурски јазик. Општина Газибаба денеска во населените места Црешево и Смилковци го промовираше проектот информативни табли за означување на културни знаменитости во Газибаба. Информативните табли се поставени во 11 населени места, а целиот проект финансиски е поддржан од општината и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во висина од 1,4 милиони денари. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во населените места Црешево пред црквата Свети Спас и Смилковци пред црквата Света Недела, денеска градоначалникот Тони Трајговски го промовираше проектот информативни табли за означување на културни знаменитости во Газибаба. Проектот за означување на културните и природните знаменитости во руралните средини на територија на општина Газибаба се реализираше со поставување на 11 информативни табли во 11 населени места. Со овие информативни табли сакаме несеме поблиску информациите до сите оние граѓани кои што ќе ги посетат овие населени места и се работи тоа пред се за наши препознатливи места од аспект на културно-историска знаменитост, археолошки наоѓалишта. Воедно на секоја од ова локација кој ќе дојде одреден посетител, гостин, туриста, ќе може да се информира и за останатите локации кои што на која локација се наоѓаат, на кое место и за што станува збор, за да може да ги мотивира за да ги посети и да ги види. Општина Газибаба е препознатлива по тоа што имаме голема територија со рурална средина, посебно во делот на големото богатство што го имаме во делот на културно-историски објекти кои што се од големо значење не само за општината и за државата. Во таа насока, како што напоменав, овие табли ќе допринесат за поголема информираност на граѓаните. Само сакам да упатам на крајот апел до граѓаните заеднички да работиме на зачувување на овие табли, затоа што сметам дека само така можеме да придонесеме за овие табли да не се потрајни. Основната цел на овие табли е исклучиво за остварување на јавен интерес, наменети се да овозможат брз сервис и услуги за достапност на информациите до граѓаните. Ознаките се поставени на јавни површини во непосредна близина на локалитетите без при тоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Општина Газибаба го реализираше овој проект со поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 1.404.276 денари, а фирмата изведувач на работите беше Адра од Скопје. Заврши поставувањето на водоводна линија во мултифункционалната зона Чојлија во должина од 500 метри. Се поставуваат и доводни кабли за електрична енергија. Денес завршуваме со поставување уште на една водоводна линија во мултифункционалната зона Чојлија во должина од 500 метри. Што значи ни остануваат само уште 2200 метри должни да поставиме водоводна мрежа и тоа ќе може да кажеме дека целата зона во Чојлија е покриена со водоводна мрежа, односно сите парцели кои веќе се отуѓени, сите инвеститори ќе може да се приклучат кон водоводната мрежа. Во исто време започнаме и со поставување на доводни каблови за електрична енергија и веќе првата трафостаница во овој момент се поставува. Како инвеститорите ќе поднесуваат барање до Евана за нивни потреби за доводна електрична енергија, така и Евана ќе поставува и трафостаници и доводни кабли. Иако се трошат многу пари за превод на светски дела, читателите избираат светските автори да ги читаат на оригинален англиски јазик, наместо преведени на македонски. Дали причината треба да се бара во лошиот превод?
Денеска во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје се одржа трибина на тема кои и какви книжевни дела се преведуваат во Република Македонија и колку се читаат македонските автори. Трибината ја водеа писателот и професор Венко Андоновски, писателката Винка Саздова и преведувачката Анастасија Ѓурчиновска. Сите едногласно се согласија дека е потребен поагресивен превод на македонските автори во светот, но и поголема реклама за популаризација на македонската книга преку разни кампањи, што се однесува пак до неквалитетниот превод на странските автори од англиски на македонски. Како причина се наведоа тесните рокови кои им се на располагање на преведувачите. Ако тоа го работите професионално, посветено, како и се друго впрочем, тогаш секако ќе дојдете до резултатот. Како да и се помогне и на домашната литература од тој аспект? Се разбира, на странските книжевности им помагаме со изборот, повторувам, селекцијата и професионалноста во изработката на преводот. Според Винко Андоновски, во Македонија има само 3 или 4 квалитетни преведувачи од англиски и кога нимки им се довери задача за една недела да преведат книга од типот на превод на Нобеловци или на звездите на светската книжевност, квантитетот испливува на површина на сметка на квалитетниот превод. Според Андоновски, потребна е кампања со која ќе се стимулира преводот на македонските автори на светските јазици. Мора тие 5 одлични англиски преведувачи или преведувачи од англиски на македонски, па од македонски на англиски се сеќавам беше тука Греам Рид, Дейвид Боуен и компанија и така. Тие мора да остават наследници. Онака како што професорите оставаат асистенти да ги продолжат нивните предавања, нивните предмети, така треба исто и со преведувачите. И тогаш се залагав, се сеќавам да се издвои фонд. Значи да се предадат 500 книги, да се предадат помалку, ама да се издвои фонд и да се стартува тие преведувачи кои се веќе и во години повеќето од нив и по други јазици, да едноставно остават за себе наследници. Тогаш може да се размислува така. Винка Саздова истакна дека публиката сака да ги чита домашните автори, например делата на Петре Андреевски, на Лидија Димковска и Гоце Смилевски, кои добија и европски награди, како и на Венко Андоновски. Но потребно е да се направи сериозна кампања за популаризација на книгата. Саздова вели дека се урнаа предрасудите за македонската литература и дека во последно време нашите читатели сакаат да ја читаат. Овој проект сам за себе е навистина капитален проект, меѓутоа се поставува прашањето дали ние треба само да преведуваме и да објавуваме и да ни стојат книгите во магазините и во библиотеките. Ние како издавачи на некои од тие изданија добиваме по некој примерок и го носиме во книжарницата. И тоа е многу интересен феномен, дека тие изданија никој не ги погледнува. Најдоцна до крајот на годината се очекува да биде потпишан договорот со концесионерот за изградба на дистрибутивна мрежа за природен газ во Скопскиот регион. Изградбата на гасоводната мрежа во Скопскиот регион ќе чини околу 100 милиони евра и ќе се гради по принципот на јавно-приватно партнерство. Концесионерот во рок од 4 години ќе треба да изгради 70% од дистрибутивната мрежа во Скопскиот регион, кој опфаќа 17 општини. Договорот најдоцна треба да се склучи до крајот на годината, а потоа има максимум период на подготовки од 1 година, пошто треба да започнат градежните работи. Потоа постепено ќе се приклучуваат објектите. Тоа значи во рок од 4 години треба да се изградат 70% од дистрибутивната мрежа, а очекувањата се по 1 година од склучувањето на договорот да започне приклучувањето на дистрибутивната мрежа. Концесијата ќе се додели за период од 20 години, а идниот концесионер мора да изгради минимум мрежа од 250 километри. Во општините како што се Аеродром Центар, Киселавода, Карпош, Ѓорче Петров, Газибаба, Чаир и Бутел, каде има повеќе население и поголем број индустријски капацитети. Концесионерот ќе биде обврзан да изгради 51% од мрежата. Направените анализи и надлежните институции посочуваат дека се работи за исплатлива инвестиција. За просечен стан од 80 метри квадратни, приклучокот кон оваа мрежа ќе чини околу 100 евра, а над оваа квадратура ќе се доплатува по 1,25 евра за метар квадратен. За комерцијалните објекти цената за приклучок ќе биде 1,25 евра по метар квадратен.
Направените анализи покажуваат дека стан од 80 метри квадратни, кој се грее на парно, ќе има намалување на трошоците за 24%. Ако се грее на струја, ќе заштети 35%, а доколку го користи екстра лесното масло како енергенс за греење, заштедите ќе бидат 54%. Намалување на трошоците ќе имаат и компаниите. Министерството за транспорт и врски очекува дека во изградбата на гасоводната мрежа ќе биде вклучена и домашната градежна оператива. Скопскиот регион ќе биде првиот од планираните 3 региони во државата кој ќе се регасифицира. Владата ќе додели 15 стипендии за додипломски и постдипломски студии за изучување на старотурскиот јазик. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски ги повика сите заинтересирани студенти и граѓани да аплицираат за изучување на овој јазик. Ристовски истакна дека тоа е неопходно поради потребите со кои Македонија во последниот период сериозно се соочува, објаснувајќи дека со оглед на тоа што старотурскиот јазик представува еден од најстарите документирани јазици на ова подрачје, голем број на документи, записи и архивски податоци на територијата на Македонија се запишани на старотурски јазик. 15 студенти ќе се запишат на додипломски или на постдипломски студии во Турција или во други источни земји, каде што се изучува старотурскиот јазик, а ќе бидат стипендирани од владата на Република Македонија, а за државата тоа ќе биде од корист бидејќи има потреба за превод на сите тие историски документи, но и катастарски документи, бидејќи има и голем број тапии, како и поради пристапот што ни го даде турската влада до архивите, истакна министерот Ристовски. Старотурскиот јазик е различен од актуелниот турски јазик и е мешавина од турскиот, персискиот и некои арабиски елементи. Ова е прв пат Министерството за образование и наука да додели ваков вид стипендии за додипломски и постдипломски студии за старотурски јазик на универзитетите во Турција или во други земји кои имаат катедри за ориенталистика. Атлетико Мадрид и Бајерн Мюнхен со гостински победи во првите осмина финални средби во Лигата на шампионите. Домакинот Русија поразен во четвртфиналето на хокеарскиот турнир на Олимпијадата во Сочи од Финска со 3:1. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.